Центарот за социјални работи од Радовиш ги потсетува корисниците на детски додаток дека ќе се врши обнова на документите за примање на детски додаток. Документите ќе се обновуваат од јануари 2011 година. Корисниците се должни навреме да ги достават документите, а за дополнителни информации да се обратат до Центарот за социјална работа. Центарот за социјални работи ги потсетува сите корисници на детски додаток дека се должни да ги обноват документите за 2010 година, за да можат благовремено да им се изготват решенија за добивање на детски додаток. Дознаваме од директорот на Центарот за социјална работа во Радовиш. Обновата започнува од јануари 2011 година со задолжително доставување на потребните документи во службата за детски додаток. Продолжувањето на правото на користење, подносителот за да го изврши треба да достави барања и потврда за плата, кои може да ги подигнат од службата во Центарот. Потврда за плата за цела 2010 година треба да се достави и за брачниот партнер. Доколку не е вработен, се доставува потврда од Агенцијата за вработување, материјално уверение за двајцата родители и фотокопија од договор за работа за подносителот на барањето. Покрај наведените документи треба да достават и фотокопија од М1, М2 образец и задолжително трансакциона сметка од било која банка, доколку немаат доставено. За новите корисници кои сакаат да остварат право на користење на детски додаток за прв пат, да се обратат до службата за детски додаток во Центарот во Радовиш. Истите покрај наведените документи треба да достават и уверение за државјанство, изводи од раѓање на децата, фотокопија од лична карта и венчаница од подносителот. Доколку навреме не се обноват документите, корисниците ќе имаат прекин во исплатата на детскиот додаток или нема да им биде исплатен навреме, дознаваме од директорот на Центарот за социјални работи во Радовиш. Од Центарот за социјални работи известуваат и за остварување право на помош за опрема за првородено дете, дека рокот за доставување на документи е 60 дена од денот на раѓањето на детето. Воспротивно, доколку го пропуштат рокот од 60 дена, го губат правото на помош на опрема за првородено дете.